December 6, 2014. We're going to drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's going to be awesome. And we're late. What's your door for you, Mr. Madden? Woo! Let's do it. Мислам дека се слушаме. Почнуваме за некои си 2-3 минути, додека почнеме ќе ги причекаме и другите присутни. Можете да ги поставите вашите прашања тука. Само да проверам дали го имаме, дали и ние се гледаме двајцата. Чекај. Мислам дека е се во ред. Најпрво, добре, чекај само, овака би требало да биде, дека видиме колку касни сигналот. Океј, добре. Вака сега. Најпрво да ви благодарам на сите што сте присутни во волку голем број. Ова е прв од серијата на вебинари кои што го правиме заедно со Златна книга и со нивниот нов бренд InOne.mk. Мене помалку или повеќе ме знаете, постојано сум на социјалните мрежи. Моето име е Ванчо Костурски, некои си 20 на години работам во медиумите, од кои што 10 години работам само дигитален маркетинг за разни фирми, што фирми кои што сум ги водел јас, што фирми на кои што сум им консултант. Еден сум од креаторите на Академијата за дигитален маркетинг All on Web и денеска сум во улога на гостин во InOne кај Горан Димитровски, инаку раководител на овој проект. Здраво од мене, драго ми е што се прибиваме полека сите пријавени за овој вебинар. Се надевам дека технички ќе помине се безпрекорно. Ќе се потрудиме да ви дадеме интересни информации на темата за која што ве поканивме. Моето име е Горан Димитровски, јас сум дел од тимот на InOne.mk. Нашата компанија е Airtree Infomedia, еден од нашите брендови кои што активно ги работиме, наши брендови во Македонија е InOne. Малку повеќе за нашата компанија наскоро. Вообичаено, кога се работат вебинари, треба да се причека малце повеќе за да се вклучат сите. Ванчо спомна ќе комуницираме по нови начин. Ние преку слика и глас и видео. Вие ќе можете да ни поставувате секакви прашања кои што се поврзани на денешната тема. Мене ќе ми биде драго да имаме комуникација, бидејќи на овој начин вие не гледате нас, но ние не гледаме вас. Тоа е веројатно најдобар начин за учење, бидејќи се ова што ќе го кажеме денеска заедно со Ванчо ќе остане запишано како видео. Она што ќе го имате како материјал можете да си го повторно да си го прегледате по ваше време, надвор од вашите канцеларии, најверојатно навечер и најдобро се учи, но ќе бидеме доволно провокативни за да ви дадеме конкретни совети и конкретни алатки како да ја постигнете целта која што секој бизнес ја има. Една од целите е поголема продажба. Постоиме во Македонија 15 години. Нашата компанија со речиси сите активности, сите брендови им помага на собствениците на различни бизнеси преку нашите медиуми да имаат добра презентација на својата понуда, без
при тоа да биде таа промоција агресивна и без при тоа да едноставно компаниите размислуваат дали е ова потребно за нив или можеби треба нешто да сменат. Нашиот број на клиенти е значителен во Македонија. Слободно можеме да кажеме дека сме една од единствените компании, ако не и единствен печатен медиум кој што редовно излегува секоја година нашето печатено издание Златна книга. Заедно со Ванчо го работиме овој проект во однос на онлайн едукација. Ќе го користиме Facebook каналот со видео во живо. Го користиме знаењето и експертизата на Ванчо во помагање на бизнисите како подобро да работат со својот дигитален маркетинг. Ванчо ќе ни даде малку повеќе информации вовед за сето она што значи денеска тема на разговор. Но она што е многу битно, запишувајте ги сите прашања, запишувајте ги на хартија или директно запишувајте ги во коментарите подолу под ова видео, а ние ќе се потрудиме сите да ги прочитаме и на сите да им дадеме конкретен одговор. Се работи за практично знаење, не се работи за теорија. Практично знаење кое што веднаш можете да го употребите во вашиот бизнис и веднаш да направите споредба со она што досега сте го работеле и она што ќе го работите откако ќе го испробате она што денеска ќе го слушнете. Ванчо, повеќе за Олон Веб? Ја пред да кажам нешто за Олон Веб и уште малку да си се расприкажам за себе, би ве замолил сите да оставите имейл и ваше име во коментар на самото видео, како би можеле да ви ги испратиме и материјалите од дополнителните материјали, презентацијата и самото видео од оваа денешна работилница. Па вака, оваа година е првата генерација на Олон Веб Академијата за дигитален маркетинг. Работиме 4 месеци, работиме проактивно. Негде сме околу 30 на студенти, дополнително работиме водење на социјални медиуми и последното нешто што го правиме, тоа е Digital Weekend on the Beach. Колку и да изгледаат смешно, јас сум многу неконформистички тип и сметам дека многу подобро и многу побаво се учи покрај море. И тоа е нешто што следува во не овој викенд, следува наредниот викенд. Доколку ги оставивте коментарите во коментар вашето име и вашиот имейл, јас би поминал понатаму. Академијата за дигитален маркетинг произлезе само од себе од долгорочната работа со разни клиенти, увидов дека сите имаат потреба од дополнителна едукација и така некако лека полека ја стартувавме, а во септември ќе ни биде втората генерација. Се учи 4 месеци, многу е интересно, работиме практични примери, затоа што сметам дека, уствари не сметам, туку знам дека тоа е најефикасната метода за учење. Да пројдеме низ агендата денешна, а тоа е ти се обидовме со Горан да ја смалиме во неколку точки, испадна 5 точки. Со тоа што во еден дел од оваа агенда која што ја имаме е тој дел кој што го најавивме со изненадувања, кои што ќе бидат од Инван МК, кои што ќе бидат од Олон Веб Академијата за дигитален маркетинг и од Digital Weekend on the Beach. Имаме лесна програма, јас најпрвин ќе се освртам ќе направам еден краток осврт на основите на дигитален маркетинг, па пополека ќе прејдеме на тоа што е главната тема за како да зголемиме продажбата на нашата компанија. Горан ќе има еден дел за Inone, инаку Inone е софтвер, е многу едноставен за целокупно дигитално присуство на малите бизниси. Доколку би сакале тој софтвер да биде ваш, можете слободно да го контактирате
Горан, или во порака, или во порака на овој ивент, или во порака на инван страната на Facebook, или пак Горан можете да го контактирате на како беше твојот име? Ќе го напишам во порака. Потоа следат изненадувањата и ќе оставиме еден мал простор за прашања и за одговори. Зошто запоштуваме онлайн? Затоа што 2 години заедно со Златна книга работевме семинари и работилници на физички простори, меѓутоа бевме ограничени на Скопје. Бевме ограничени на Скопје, луѓето имаат премногу обврски, не може да стигнат, го бараат просторот и затоа одлучивме оваа сезона да започнеме овака онлайн и ќе се обидеме да бидеме што поинтересантни можеме да бидеме и да ви дадеме што повеќе знаење како би имале многу подобри резултати во вашето работење, пред се од аспект на дигитален маркетинг и на дигитална продажба. Има многу дефиниции за маркетингот. Јас се обидувам да ги симплифицирам и да ги направам поедноставни работите и најчесто ја користам оваа дефиниција на Филип Котлер, дека таа упростена би била дека маркетингот е задоволување на потребите и желбите на потрошувачите преку процес на размена. Мојата уште по-проста дефиниција за што е дигиталниот маркетинг е дека тоа е однос како компанијата комуницира на пазарот. Да вашите потенцијални купувачи ја разберат вредноста која што им ја нудите за задоволување на нивните желби и потреби. Од тука некаде сметам и дека е и до некаде самиот термин дигитален маркетинг малку погрешен, бидејќи денешните трендови на дигитален маркетинг се многу повеќе односи со јавност. Па така, креирање на еден пост за Facebook, или креирање на некоја си стори, или креирање на некој блог, или постирање на некоја убава фотографија со некоја убаво копи и повик на акција нешто да се случи, е многу повеќе односи со јавност, отколку што е со маркетинг. Меѓутоа, ќе го прифатиме тој термин дигитален маркетинг, бидејќи на сите ни е општо прифатен и сите го користат. Меѓутоа, лично сметам дека денешната ситуација на дигиталниот маркетинг е многу повеќе односи со јавност. Би напоменал неколку разлики помеѓу традиционалниот маркетинг и дигиталниот маркетинг. Како што знаете, сите работи се менуваат, па така се менуваше и маркетингот, а посебно со појавата на вебот кој што оваа година слави 30 години постоење. Традиционалниот маркетинг, основната негова карактеристика е да убедува, а дигиталниот маркетинг да уверува. Традиционалниот маркетинг не напаѓа, гледаме телевизија, излегува некоја си супер реклама и ние едноставно стискаме на другото копче за да не го гледаме каналот. За накратко го свртува нашето внимание, е нападен и е многу скап доколку кампањата е неуспешна. Сето ова е многу различно кај дигиталниот маркетинг, бидејќи преку корисни содржини, како што се блогови, постови на социјални медиуми, SEO, SM, display advertising, преку креирање на содржини, преку видеа, преку ньюслетери, ги уверуваме нашите идни потрошувачи да бидат наши клиенти и се обидуваме да ги задржиме постојните клиенти и доколку е можно да направиме и поголема продажба кај истите. Блоговите видеата ги едуцираат нашите потрошувачи, нашите конзументи на нашите производи на услуги и градат доверба и врски. Креираме интерес и релација за долг период, ние носиме публика која што е искрено и реално заинтересирана за нашите производи и за услуги. Една голема предност на дигиталниот маркетинг е што тој, не сакајќи,
или сакајки, може да биде вирален и да ни донесе многу добри резултати, дори и одлични резултати, а при тоа да се чудиме како ова се случува. Кога го прашале Гери Вејнерчук како ги правиш тие вирални видеа и дали има некој рецепт за вирални видеа, он едноставно рекол, не, јас постојано креирам содржина и доколку некое видео стане вирално или доколку некое парче контент стане вирално, едноставно тоа е тоа. Значи рецепт за вирални видеа се уште не постои, освен постојано креирање на содржина која што ќе биде интересна, не од продажен аспект за нашите идни купувачи, а сегашна публика. Би дал еден пример кој што постојано го користам, а тоа е колку едноставно беше да порано се работи маркетинг и колку денеска се комплицираат работите. Каналите за промоција на традиционалниот маркетинг можеме да ги наброиме на прсти. Тоа е телевизија, радио, весник, билборди и директна пошта. Значи на прстите од нашата рака ние можеме да ги наброиме кои канали на промоција постоја. Денеска, повторно ќе кажам, со појавата на вебот, уште повеќе со појавата на социјалните медиуми, ситуацијата се усложнува и имаме една голема разлика помеѓу тежината на маркетингот и разлика како да стигнеме до нашите потрошувачи. Имавме малку канали и едноставна техника и денес многу канали и многу техники. Ако седнеме да ги пратиме денешните канали, дали се тоа социјални медиуми, дали е тоа Google My Business, дали е тоа YouTube, дали се еден тон мали платформи кои што допираат до нашите потрошувачи, ние ќе се изгубиме. Колку беше едноставна работата, ми говори оваа реклама од Алкалоид за кафетин, беше многу едноставна. Во секој еден медиум, дали е тоа телевизија, дали е тоа радио, дали е тоа весник, доколку имавте повеќе пари ќе отидевте со реклама на телевизија, доколку имавте помалку ќе отидевте на радио, доколку имавте уште помалку ќе отидете во весник, меѓутоа имаше одели кои што ги припремаа, во тоа време се нарекуваа одели за реклама и за пропаганда. Ќе отидете, ова е мојот производ, ќе кажете која сакате порака да ја испратите, ќе ви ја склопеа рекламата и започнуваше да тече една кампања. И ќе бевте сигурни дека ќе допреше до голем дел од популацијата и дека ќе имавте зголемена продажба. Но, повторно ќе кажам, работите се менуваат и јазот помеѓу знаењето и помеѓу разбирањето и поимањето на маркетингот и на продажбата тогаш и денес е многу голем. Не треба да бидеме на сите медиуми, не треба да ги пратиме сите канали, едноставно затоа што ќе се изгубиме. А што треба да пратиме? Ми одговоривте вие. И ова е дел од една анкета која што тече веќе 4 години, од кои што 2 години ја работиме заедно со Златна книга. А таа е многу едноставна и е акомодирана од една анкета која што го спроведува Друштвото на Златни книги, условно кажано во Америка, која што како невладина организација им дава експертска помош на сите кои што се занимаваат со локален маркетинг и локал серч маркетинг. За таа анкета ќе имаме посебен дел. Јас секогаш сакам себе си да си се побијам и секогаш сакам да знам дали тоа што го правам е исправно и дали негде грешам.
Од последната сезона на постоење на саемот за мебел, имавме договорено да направиме заеднички R3 Infomedija, значи не само Златна книга, бидејќи ние најчесто поради брендот ја претопуваме фирмата и велиме Златна книга, R3 Infomedija која што има една лепеза на брендови со кои што работи со фирмите, и ние бевме во овој случај маркетинг агенција на Скопски саем, за жал од последната година од постоењето. Ни кажа дека сакаат да направиме нешто за нив, и јас тоа нешто, бидејќи мислам дека беше едно од најкратките брифови што некогаш сум ги имал, јас го сватив дека треба да направиме да продаваме карти, дека треба да направиме мини мапа на самите излагачи на саемот со микролокација од кои што секој ќе може да пушти своја реклама, која што пополека ќе приемат сите кои што се посетители на саемот. Негде месец дена пред саемот се јавуваат и велат: абе, то кај сме со нашава компанија? Ја викам, имаме премногу работа, се обидуваме да сето ова го исхендламе така како што треба да биде, така како што ви видивме. Они викаат: како премногу работа? Едноставно требаше мапата на Скопски саем, овака, овој PDF файл, вие да го качите на веб и луѓето да може да го симнат. Така да многу е битно, кога ќе се договарате, да ги договорите сите поединости што постојат, затоа што сите тие, доколку не ги договорите, едниот мислел едно, а другиот мислел друго, и повторно ќе кажам, разликата е голема. Велам, ајде да го искористиме овој период, што можеме да направиме, што можете вие да направите за нас. Они велат, ние за вас можеме да направиме со секој издаден билет, ако ги гледате од левата страна ова флаерче, тоа е предното лице и позадината од тој флаер, да го испечатиме и заедно со секоја купена карта да го даваме на влезот од саемот. Океј, бидејќи имаме супер креативно оделение, бидејќи Златна книга како печатено издание се уште се печати, имаме цел одел кој што работи графичка припрема на Златна книга. Велам, колега, одел раководител на тоа оделение е Дејан, и велам, колега, сакам ова да биде нешто штосто, нешто интересно, за да можат луѓето да го задржат, и ќе направиме еден инсентив, тоест да дадеме награда на секој кој што ќе ја остави својата имейл адреса, и можност, и наградна игра на знаење, и можност да се добие еден велосипед. Ја направивме, дизајнот го гледате вака, а јас викам паралелно ќе ги мерам, затоа што иако долго време го работам ова, знам дека секогаш треба да се прават маркетинг миксови, и ќе направам една лендинг страна, во која што лендинг страна започнува таа наградна игра на знаење, во кој што идните купувачи, ваши, наши, на сите што учествуваа на саемот, на сите што учествуваа на тој саем, ќе остават некој податок и понатаму влегуваат во игра, да низ таа игра на знаење добиваат можност да го добијат овој прекрасен велосипед. Резултатите беа следни. Целта ни беше да направиме аквизиција да придобиеме нови посетители кои што ќе бидат утре нам на саемот или на тие што учествуваат на саемот идни клиенти. И велам, ќе направиме 3 кампањи во еден маркетинг микс. Првиот дел ќе биде со тие флаери, вториот дел ќе направиме со QR кодови летоци во кои што луѓето ќе одат негде на веб и ќе ја даунлодираат таа мапа, и третиот дел само со лендинг страни. Лендинг страни, за тие што не работат лендинг страни, се страни од кои што нема бегање. Значи, HTML страни во кои што мора да се случи некоја размина, и во која што најчесто ние мешаме со homepage или со првата страна, која што е сосема различна од homepage-от. Лендинг страната има за цел да приграби контакт, да даде нешто за возврат и да го земе идниот наш клиент во продажна инка, и да ние понатаму седнеме и го обработуваме.
да ни дожат. Потрошивме 150 евра за печатање на флаери и прибравме само 100 валидни имейл адреси. Цената на придобивање на клиент ни беше 1,5 евра. Во овој дел, каде што јас се надевав дека ќе постои можност да се направи бридж помеѓу традиционален флаер и дигитална маркетинг кампања со тие QR кодови, дефинитивно не функционираше. Имавме 100 посети, имавме висока конверзија, меѓутоа придобивме само 50 имейл адреси. Дефинитивно, најголемиот успех ни беше со таа игра на знаење преку лендинг страни во која што за реклама од 150 евра на Facebook ние направивме аквизиција на нови 3000 потенцијални купувачи и цената на аквизиција ни беше 0,05 евра. Тие луѓе не купуваа веднаш нешто во врска со сајмот, меѓутоа добро го паметам месецот дека имавме супер продажба, бидејќи дел од R3 Infomedia и Market Connect, кој што е онлайн маркетплейс или онлайн стоковна куќа за многу фирми од Македонија, и продававме, може ќе верувате или не, печки на пелети. Супер производ, супер направена кампања и дефинитивно, јас велам мит бастет, дека традиционалните медиуми полека, но сигурно заминуваат во историјата. Дали живееме во дигитално време? Што држиме во рака? Ова е прашањето што постојано си го поставувам и велам, дали живееме во дигитално време? Наутро го државме весникот, кога идевме во тоалет, го државме весникот или нашата омилена книга. Денеска, нашиот компањон преку целиот ден е телефонот. Одговорот е повеќе од јасен. Горан, мислам дека ќе се сложиш со ова да се напијам само чаша вода. Веќе станува модерни повеќе од еден телефон Она што е вистинска трансформација во начинот на размислување на сите нас е достапноста на информацијата и нормално телефоните се секаде со нас. Каде се телефоните, таму се информациите, а таму се нашите купувачи. И од таа причина, начинот на што се работи дигиталниот маркетинг, знаењето како да се искористи за да се дојде до купувачите е многу битна работа. Од оно што го имаме ние како искуство, како R3 Infomedia, јас на почетокот спомнав со Златна книга, имаме значителен број на клиенти. Јас нескромно ќе речам дека можеби сме една од компаниите во Македонија што има многу повеќе клиенти од што би можеле сега во моментот било од вас што сте тука нови вебинар да замислите. Согледуваме дека знаењето за дигитален маркетинг е многу мало. Односно се прават работи кои што ги нудат, еве да речеме, Facebook или другите платформи, но се прават, јас секогаш го велам тоа со девиза, ајде да пробаме. Ајде да пробаме па да видиме како е. Или ајде на Facebook е најлесно отвори таму фан страница, постирај слики од продавницата и сите ќе прашаат за на крајот да дојдеме до ситуација дека до констатација поточно дека продавачите на производите, конкретно пример ќе ви кажам од Market Connect, ретко која фирма се обидува да го опише својот производ продажно, онака како што ќе не дочека продавач во неговата продавница. Еве слика, еве наслов, еве цена и тоа е тоа. Од страна пак на купувачите, бидејќи имаат недостаток на информации кои што фирмите реално не ги пласираат во својата понуда, купувачите имаат постојано едно исто многу популарно прашање, кое што сум сигурен дека и ние барем еднаш сме го направиле како комуникација со било која страница на било која фирма, а тоа е цена. Иако сите информации може да се постават на веб, на интернет некаде,
и тоа е дигитален маркетинг, еден дел од работите информација за производот. Иако е таа видлива, сепак купувачите ги навикнавме да прашуваат за цена. И навиките на купувачите единствено може да се сменат ако фирмите почнат малку поинаку да го работат својот дигитален маркетинг. Ванчо ќе продолжи со неколку клучни информации кои што се многу важни за фактичката состојба за маркетингот воопшто во нашата земја. Она што ни го потврдува нашето практично искуство. Нашиот продажен тим е секојдневно на терен и имаме живи информации, јас би рекол онака свежи од теренот, и заклучоците кои што ги пласираме во овој вебинар се исклучително важни, јас би рекол и доста прецизни. Во Македонија нема доволно истражување на оваа тема, се е тоа на почеток, и нормално е да фирмите, бизнисите во Македонија се оставени сами на себе. Па така имате веб страници кои што се направени од добри ентузијасти, но може би исчезнале, па тие веб страници на фирмите се, ајде да не употребам погруб збор, ама бајати. Ја согледавме таа потреба на бизнисите и го започнавме онлайн. Гледаме дека сакаат фирмите да го трансформираат она што е навика, ај ќе печатиме флаери во 10.000 примероци и ќе ги расфрлиме у 2 дена и сите ќе знаат за нас и нашата продажба ќе порасне, се што донесовме во нашиот магазин ќе продадеме, па сега ајде да не биде флаер, ќе го правиме тоа на мейл. Па каде има најмногу мейлови, таму ќе одеме, ако може, најмногу што може до сите, да испратиме имейл. Меѓутоа, навиките на купувачите се битни и не дава резултат. И затоа велиме, окей, фирмите треба да работат имейл маркетинг, но за својот бизнис, за своите купувачи, за новите купувачи. Па треба да воведат некаква евиденција на своите контакти, така натаму. Да не изложим многу, ќе го кажем овде многу повеќе, но оно што не мотивираше да ги споиме овие две работи во овој вебинар е најмногу да потигнеме малку бариерата на знаење, бидејќи ако ги следите странските маркетари, едукации, академии и се останато, таму се зборуваат многу добри работи и да, во однос на фактите ќе ве мотивира да направите нешто, но тоа треба да се работи во континуитет. Учите, правите. Ајде да се вратиме на бројките. Учите, правите и живеете во Македонија, така да тие факти и тие бројки се многу поразлични од тука. Неколку факти, јас сега ќе ве излажам во овој момент, бидејќи ние се уште немаме попис, меѓутоа овој некој си отприлика точен факт од Агенцијата за аудиовизуелни услуги, поранешна АЕК, а тоа е дека 76% од населението во Македонија или околу 1,5 милион луѓе користат интернет и социјални медиуми, од кои што 900.000, скоро милион, користат смартфони. Полека доаѓаме и до оној дел кој што ви кажав дека го правиме во согласност превземена, значи методологија од Америка, меѓутоа акомодирана на македонските услови, затоа што верувам дека ние не се разликуваме и никој не е нешто поспособен од нас, сем по колку сме мал пазар и колку малку пари имаме во оптек. Едно од прашањата, затоа и беше таа една анкета, со цел да направиме подобра евалуација за секоја една фирма, и да видиме како самите фирми, како вие кои што сте на овој вебинар, го гледате маркетингот и како го водите маркетингот. Едно од прашањето е кој одлучува и се грижи за маркетингот, и ова е прашање, повторно ќе кажам, од некои си 800 испитаници и од недела на недела варираат за некои си промили или за проценти. Заклучокот е 3 од 5 директори сами го водат маркетингот и тоа воопшто не е страшно, бидејќи и светскиот
просек е 3 од 5 директори го водат самите маркетингот. Меѓутоа, директорите имаат задача да се грижат за ликвидноста на фирмата, Б, да се грижат за финансиите, В, да се грижат за вработените. Доколку е сам, треба да се грижи за се и изгоре на тоа треба да се грижи за маркетингот и треба да се грижи за продажбата. Постојано вработен имаат негде околу 1/3 и многу неколкумина од фирмата и се занимаваат со маркетингот, меѓутоа не им е тоа работа. Основното е дека 60% од малите и средни бизниси во Македонија, тој што одлучува за маркетингот е собственикот на фирмата. Второто прашање, дали сте задоволни од ефектите на маркетингот од минатата година? Многу е битно тоа лично задоволство за да дојдеме до информации што и како работи или не работи со маркетингот. Па така, сега веќе не 30, туку 70% или 3,5 од 5 директори не се или не се баш задоволни од маркетингот, тоест над 62%. Заедно со оние 9,5% кои што биле доволно искрени да кажат дека не се задоволни, тоа прави 70%. 70% од директорите кои што сами одлучуваат не се или не се баш задоволни со ефектите од маркетингот од минатата година. Дали би дале повеќе пари во однос на 2018 година, дали оваа година би дале повеќе пари? Повторно, 70%, близко до 70% од директорите велат да би дале повеќе пари. Значи, прашањето на парите воопшто не се поставува. Се поставува прашањето на ефикасноста. Околу 30% велат дека треба да остане ист, а само негде околу 2-3% велат дека ќе го намалат буџетот. Значи, директорите кои што сами одлучуваат, директорите кои што не се задоволни, директорите истите тие би дале повеќе пари. И се поставува прашањето зошто се овие показатели такви, инаку повторно ќе кажам, истото тоа се случува и во светски рамки. Се поставува проблемот на знаењето, проблемот на совладување на нови техники за дигитален маркетинг и за дигитална продажба. Никој од директорите, сем оние кои што работат дигитален маркетинг или само продажба, немаат време да се усовршуваат и да учат. Едноставно, време и пари. Два основни фактори. За да олесниме на малите бизнеси, и на големите бизнеси, за да ви олесниме вам, кои што сте на овој вебинар, имавме и едно прашање, а тоа е каде се рекламирате. 85,7% се рекламирате, правите Facebook постове, од кои што близу 50% плаќате за тие Facebook постове. Ако се вратам декември 2016 година, ова е раст од 100%. Огромен раст. Тогаш беа над 45% од компаниите на Facebook, а над 20 од нив плаќаа пари. Значи, за 2 години вие имате раст од 100%. Следи собствена веб страна, која што изгледа така како што изгледа, флаери и каталози што за локалните мали бизнеси се многу интересни, и бизнес листинг како што е ЗК ИМАК. Ке се осврнам само на неколку делови. Facebook постови. Како најчесто кога ги гледам нашите Facebook страни, изгледаат како да се обидуваме да продаваме лампиони и новогодишни елки во продавница за нуркачка опрема и за масло за сончење во сред лето. Баш така. Доаѓа собственикот на бизнисот со лампиони и вели, луѓе, ние ќе се обидеме вие да ги продаваме летоска, како? Ќе ги ставиме на некоја си од полиците, значи, за да сакаме да бидеме успешни и да продаваме преку социјални мрежи, преку нашата веб страна, преку било кој дигитален маркетинг канал, ни треба се она што и сериозноста со се она што го работиме офлайн,
тоест во физичката продавница, да го пренесеме и онлайн. Само така ќе имаме поголеми успеси. Веб страни. Веб страните најчесто ги правеа дизајнери или ги правеа луѓе со технички познавања. Меѓутоа, ниту едното, ниту другото не носи резултат. Веб страната треба да ви носи нови купувачи и да прави конверзија од можем од посетител во ваш иден купувач и најубавото сценарио во ваш лојален купувач. Пројдеме на главната работа, а тоа е 7 чекори за двојно зголемување на продажба. Горан ќе ми помага со одговорите на сите прашања, ќе се обидам да бидам најкраток што може да бидам, само да напоменам, доколку сакате да ви ги работиме вашите социјални медиуми, можете мене да ме контактирате на olonweb.us или на Костурски на Gmail, доколку ви треба нова веб страна, а да не изгледа бајато, тука е Горан и неговата екипа од Inone, која што не нуди само веб страна, туку нуди целосен систем за работа со вашите потрошувачи. Време за твој апгрейд. Ова е првиот слайд и стварно го лично сметам дека е вака. Секој ден ги надградуваме нашите софтвери. На лаптопот имате постојано апдејти, на телефонот имате постојано апдејти. Самата законска легислатива не натера многу порано да ги надградиме нашите софтвери за сметководство, нашите фискални каси. Живееме во време на брзи промени, меѓутоа тоа не е доволно. Мораме да направиме наш апгрейд за да имаме подобри резултати. Само така ќе може да ја зголемиме нашата продажба и да имаме супер резултати од маркетингот. Прво, доколку не сте на интернет, морате да бидете на интернет. Сигурно некој од вашата конкуренција започнува или веќе припрема некоја дигитална маркетинг кампања. Дали сами или со некоја агенција надворешна. Со цел да приграби повеќе клиенти од вашиот пазар. Ова е конкретно за конкуренцијата. Меѓутоа, во маркетингот, вашата конкуренција не се само вашите директни конкуренти. Пример, продавате плочки, не се само вашите конкуренти кои што продаваат слични по цена и по квалитет плочки на вашите. Туку, вашијата конкуренција е и Пепси, е и Кока-Кола, е и берберскиот и фризерскиот дуќан кој што е до вас, кој што се рекламира. Така да треба да бидете многу вични, многу добри, за да имате подобри резултати. Вториот совет. Морате да направите анализа каде сте. Значи, каде сте денес со вашите социјални медиуми, со вашите интернет страни, со вашите имейл листи, со вашиот CRM или софтвер за односи со клиенти, дали го имате или го немате, и не е битно што знаете, не е ни битно што имате. Најбитното е во таа евалуација, затоа и ќе ви биде спремна и ќе ви биде испратена на сите кои што ги ставите вашите мейлови, да знаете што е следно што треба да направите. Дали е тоа некој да ви помогне да ги водите заедно социјалните медиуми? Дали е тоа некој да ви направи веб страна, меѓутоа со софтвер за клиенти и да почнете да ги одржувате односите со вашите клиенти? Да се вратиме назад. Кога последен пат на вашите клиенти или дали имате список на вашите клиенти кои што купиле илјадници или стотици евра роба од вас, а вие сте им честитале роден ден? Ако сте доволно искрени, ќе кажете да, ова делче ми фали. Третото, морате да започнете да работите стратешки. Кога зборуваме за дигитални маркетинг кампања, стратегијата и започнувањето да се работи дигитален маркетинг, откако ќе имате евалуација каде сте и што треба да научите, е да направите мини стратегија, значи не збориме нешто вау, фирмани со стратегија, едноставна 6-месечна стратегија што треба да направите. И таа стратегија започнува со одговор на две основни прашања. Кој е купувачот, на кој му нудиме наша услуга или производ,
и кој проблем или потреба ќе го задоволиме кај купувачот. Не продажно, чисто човечки, како ние ќе му ги задоволиме проблемите и потребите на нашиот купувач. Ако го најдеме заедно вистинскиот одговор на ова прашање, ви гарантирам дека ќе имате неверојатни резултати. Со фирмите кои што ги водиме, со бизнисите со кои што работиме, со искуството кој што го има R3 Infomedija со 1 тон мали бизнеси, со мојата експертиза од десетина години работење само дигитален маркетинг, ви гарантирам дека овие се двете најбитни прашања пред да започнеме да работиме сериозно дигитален маркетинг. Сериозно, велам сериозно, затоа што таквото продавање, обидување и спорадични постови на Facebook денес, па ќе постирам кроз една недела, не носат едноставно резултати. Немањето на веб страна е исто како да немате излог на вашата продавница. Како да го земете и како да ви фали тој излог. Отворена, сите гледаат, никој не ве приметува или како да сте го задзидали. Од таа стратегија излегува и четвртата точка, а тоа е дека мора да се работи плански. Кога ќе ги одговориме овие две прашања, ќе можеме да направиме супер структура на понудата, порака што ќе ја испратиме до нашите и вашите купувачи и тон на кој што ќе се обраќате со купувачите. Значи, голема е разликата доколку повторно се вратиме во продавница, во вашата канцеларија, во вашиот бизнис, во вашата ординација. Вие сте насмејани, никој не ве прашува дали имате или немате дома проблеми, меѓутоа сте насмејани, сте ведри, разговарате со вашите клиенти и така идете напред. Дали ова го правите и онлайн? Доколку не го правите, морате да започнете да го правите веднаш. Петото е да се стави излог во дуќанот. Значи, доколку имате веб страна, доколку немате веб страна, веднаш ви ги препорачувам InOneMK, бидејќи знам колкаво искуство стои позади нив и знам каков софтвер користат. Се работи за лиценца на израелски софтвер како услуга, кој што е неверојатен и го користат многу фирми во светот. Затоа што е едноставен, брз за употреба и нема да ви одзима воопшто време. Каква е вашата страна и зошто морате да имате веб страна? Затоа што ако немате веб страна, повторно ви кажувам, немате излог во вашата продавница. И третото е дали можете сами. Одговорот е да, и тоа не сами, туку бидејќи InOne е софтвер кој што иде со целокупно закружено решение, имате апликација на Android, имате апликација на iPhone. Да не уземам многу време, мислам дека е шестото прашање креирање на содржина. Зошто креирањето на содржина е битно? Како да ја креирате? Зошто да креирате повторно трите прашања и можете ли сами да ја креирате? Никој, освен вие, не е поголем експерт во моментот за бизнисот или индустријата кој што го работите. Да успеете во Македонија, да работите во ваква политичка ситуација, во ваква економска ситуација, на Балканот, на мал пазар и да постоите со години или да сега стартувате, вие сте супер херои. Супер херои, супермен сте вие, не е супермен оној дека што лета во Америка. Затоа што едноставно имаме страшно обкружување. Кој може да каже подобро за вашиот бизнис отколку вие самите? Почнете да забележувате, почнете да пишувате, сето тоа преточете го во текст, доколку можете, доколку не. Повторно, постојат агенции кои што може да ви помогнат, убава содржина, убава фотографија и ова функционира за секој бизнис. Функционира од агенција за обезбедување до банка. Колку што сте поинтересни, толку повеќе ќе почнете да се разликувате од конкуренцијата и од фирма, ќе станете бренд. Huawei не се рекламира, за Huawei збори целиот свет. Huawei го забрануваат, му кинуваат лиценци, му кинуваат се, меѓутоа Huawei креира содржина околу својот бренд и огромно комјунити или огромни следбеници околу својот бренд.
Трудете се, само така ви гарантирам дека ќе имате супер резултати. Седмо, дружете се на социјалните медиуми. Не ги користите од време на време и не се обидувајте на луѓето да им продадете лампиони во сред лето. Во лето се продава туристички аранжмани, пераи, масла за сочење, сламарици, се останато. На луѓето не им требаат лампиони. Што значи дека бидете константни, бидете квалитетни. Најдоброто нешто што можете да го направите е да видите што прави конкуренцијата или доколку немате конкуренција во Македонија, да видите што прават сродни бизниси како вашиот надвор од Македонија. И бидете константни. За да стигне вашата порака до вашата идни купувачи, ви треба константност, ви треба 2, 3, 4, 5, зависност од тоа што ќе покаже анализата, толку постои ви требаат. И уште нешто, колку повеќе содржини креирате, толку поевтини ќе бидат вашите реклами. Не можете да креирате сега содржина, па да ме нема 3 месеци и кроз 3 месеци да кажете ајде сега ќе платам на Facebook. Да, ќе платите, меѓутоа ќе платите како да продавате автомобили, а не како да продавате плочки. И бонус, совет, се што правите, да правите со љубов. Само така ќе имате резултати. Кажавме, парите не се битен фактор, најбитното е знаењето, времето и љубовта. Ако не можете сами, најмите агенција што ќе ви помага, меѓутоа се што ќе правите, правите со ljubов. Од мене толку, му го предавам на Горан. Фала Ванче за 7 совети. Ние го нарековме за дупирање на продажбата, посебно доколку сте концентрирани да користите во вашиот маркетинг како основа дигитален маркетинг. Има уште еден слайд што Ванче го заборави да го каже, како да учите брзо, и тоа му е умилен. Но нема да му дадам, може да го образложи. Ќе се снимам дополнително видео и ќе го пуштам во коментар. Само за тој факт. Но има што да споделиме и во други вебинари. Во интерес на вашето внимание и време, би сакале да го поминеме нашиот вебинар во оној таймслот кој што го дефиниравме. 7 клучни точки за дуплирање на продажбата се основа. И кога градите куќа, нели треба да почнете од основата. Не можете да ставите кров и да се вселите во куќата доколку темелите не се добро поставени, а темелите се поставуваат со труд, со работа и со знаење. Да, парите се потребни, ама јас во оваа приказна што ја гледаме сега на слайдов додавам уште една многу битна работа за бизнисот, а и за маркетингот, а тоа е целта. Што сакаме да постигнеме? И од таму можеби ќе дојде одговорот како и каде да се рекламираме денеска. Како Иртели фамилија дадовме краток вовед кои сме и што сме. Јас не ви дадов, можеби за мене информација кратка. Јас во делов на интернет, порано се нарекуваше интернет маркетинг, па едно време беа други неки поеми, нели, усвоени, би рекол, на некој начин, но генерално се врти истата работа во круг. Со овој дел, ајде да речеме денеска дигитален маркетинг, сум активно работам некаде околу 15 на години и посебно во делот на веб страниците сум активен некаде од имаше, мислам дека е присутен колегата што го правевме веб сајтот за Гром радио некаде 99-та година. Тоа беше во HTML со некаков си шок веб анимација. Сигурно технички ништо ова не ви значи, но тогаш тоа беа многу напредни техники. И ако се сеќавате, тогаш беа оние модеми за телефонски линии, немаше дигитални централи, брзина на интернет со оптика па да правиме стрим. Беше комплицирано да се направи веб страница што ќе се отвара. Но тоа беа почетоците. Пред 2 години нашата компанија дојде до информација за Камелио. Камелио е израелски бренд кој што е глобално присутен, интернационален.
прифатен во повеќе од 40 земји. Во Македонија се нарекува Inuan и ние сме дел од таа фамилија на компании со кои што Камилија соработува, што овозможува неколку работи. Да со малку пари, со знаење и со посветено време во развој на дигитален маркетинг користејќи ги алатките, да дојдете до можност како мал бизнис или среден бизнис, па може би и поголеми компании, да бидете компетитивни со сите на пазарот каде што делувате во Македонија. Јас ќе ви го обяснам сега накратко нашиот концепт кој што е овозможен за сите компании во Македонија. Тоа се 4 алатки кои што се дефинитивно неопходни за основата на дигиталниот маркетинг. Првата и основна работа е веб страница. Ванче доволно опиша. За жал, во Македонија веб страниците многу често се веб страници кои што не се прилагодени за сите уреди, особено за мобилни уреди. Ако ги тргнеме порталите на страна кои што се борат со тоа да бидат лесно достапни на сите уреди, слободно можам да кажам со моја лична проценка дека огромен дел, ајде да не речам од 90, ама може би 80% од веб страниците не се прилагодени за уредите. Навиките наши се да гледаме се на мобилен. Она што ние го имаме како индикатор за нашите веб страници, за zk.mk, например, повеќе од половината, накако 70-80% од посетителите, корисниците го гледаат сајтот на мобилен. Што значи дека ако вашата компанија, запишете си ова, може би ќе ви послужи како совет, доколку вашиот веб сајт не е прилагоден за сите уреди, тогаш прашете се зошто го имате. Искрено ви го кажувам ова, особено затоа што во просек, доколку не работите активно дигитален маркетинг, доколку тој не е добро оптимизиран, како веб страницата не е доволно оптимизирана за да може брзо да биде пребарувачите лесно да преземаат содржината како своји резултати во пребарување и така натаму, на првата страница ако не сте на Google, во таков случај не може да очекувате повеќе 20-30, да речеме, најоптимистичко сценарио 40 посети па месечно. И во таков случај, да, ако сте собственик на фирма или работите во фирма каде што ова е трафикот на веб страницата, јас не разбирам зашто таа не ви е така битна. Бидејќи вистински, за да се има 40-50 посети месечно на веб страницата и да се очекува дека од неа нешто ќе се добие, дека ќе додат нови клиенти кои што нешто ќе прашаат за вашиот бизнис, вистина не може да се очекува. Може би сатисфакцијата е да, имам убава, не е битно дали е прилагодена, брза и се останато, за да биде на визит картичка. Па кога ќе дадете визит картичка на некој ваш состанок, да се пофалите дека имате веб страница, па може би тој контактот да во некој си свое време да ја види веб страницата, да ја разгледа, да се запозна со вашата компанија повеќе и така натаму. Меѓутоа, дефинитивно, доколку не е веб страницата доволно добро направена, не зборам за техника само, зборувам и за добро средена дизајнерски, со добри карактеристики, за лесна видливост, за јасни информации, за јасни копчиња кои што наведуваат на акција, да, дефинитивно треба да го смените вашиот веб сайт. Не спомнам дека имате компании во Македонија кои што направиле веб страница пред 4-5 години, па ништо не се сменило на веб страницата. Или пак ја направил некој од дома, може би студент или синче на комшија, ќерка на другарка, па тие отишло во странство, па фирмата не знае што да прави, како да смени веб страница, па доаѓаат некакви си фактури за домеини, за хостинг, фирмата не знае за што се работи, па страницата ја снемува или ја напаѓа и така натаму. Сето тоа се карактеристики кои што не се дозволили во денешно време. Сепак веб страницата е основа за ваш дигитален маркетинг. Втората работа е присуство на социјални медиуми. Да, тука како што видовте од информациите што Ванчо ви ги пренесе, тука можеме да се пофалиме дека сме напредни, но има и тука фалинки кои што треба да се подобруваат. Но нашата платформа овозможува покрај изработка на брза респонзивна веб страница
преку софтверот кој што ќе го користите во текот на годината да си распределите различни видови на постови на различни социјални канали, например на вашите Facebook профили, Facebook страница, LinkedIn и Twitter. Исто така, во пакетот кој што го имаат за можност да го користат компаниите во Македонија, сите компании, сите наши клиенти добиваат и Google My Business профил. Тоа значи дека кога ќе откуцате на Google почистувач на воздух, вие да бидете на првата страница на секој можен начин. И со вашата веб страница, и со вашата Facebook страница, и со вашиот Google My Business профил, значи да ве најдат на мапа, да знаат кој е вашето точно работно време, да знаат кој е вашиот точен контакт телефон, за да можат клиентите, постоечки или нови клиенти, да ве контактираат. Нашата платформа возможува да се ги закажете вашите промоции или постови во неодредено време однапред. Значи, денеска седнувате, например, ако сте мал бизнес кој што имате, не знам, 1-2 вработени или петорица и немате време секојдневно да спиете на социјалните профили и да постирате или да објавувате ваши промоции, можете да седнете во 2-3 дена да го организирате тоа што треба да се објави во наредни 3 месеци или наредни 6 месеци или ајде не толку далеко, можеби во 1 месец, и за ден-два да средите креативи, текстови, да ги закажете постовите и нашата платформа автоматски ќе ги објавува вашите профили. Во Македонија е актуелен Instagram, но во моментов не е дел од она што можете да го користите, но доколку се појави доволен број на клиенти што вистински сакаат да имаат и таква опција за Instagram своите профили, тогаш не е никаков проблем тоа да се направи. Она што исто така е битно, вашата веб страница може да се најде и на вашата Facebook страница. Значи, доколку го следите внимателно Ванчо, кога зборуваше за кампањата за сајм и лендинг страницата, вашата веб страница може да биде лендинг страница, која што ќе врзете на вашата Facebook страница. Па преку содржините што ги имате на вашата лендинг страница да привлекувате клиенти од Facebook и не да бидат само фанови или бројка со која што ќе се фалите. Не знам, имам 3000 фанови, имам 4000 фанови, да, супер, но јас сакам тие фанови да ги имам како бизнес кај мене, во мојата дата база на клиенти. На таков начин, со оваа интеграција можете преку различни игри, форми, да ги добиете информациите од вашите клиенти. Имейл, име, телефон. Тоа е сосема доволно за да знаете кој е Горан, да знаете од каде дошол Горан во вашата фирма да прашува било што и на таков начин да работите со Горан, да комуницирате со Горан, да му испратите понуди на Горан и така натаму и така натаму. Веќе преводиме во она што е реткост во Македонија. Она што значи работа со клиентите и комуникација од вас како бизнес кон клиентите. Да, социјалните мрежи Facebook го возможуваат многу едноставно тоа, но доколку имате веќе комуникација со вашите постоечки клиенти или знаете кои се вашите постоечки клиенти, имате ваши датабази, евиденции, Excel, ајде да го трнем тоа на страна дигитална. Доколку имате тефтер, да, доколку имате тефтер со вашите клиенти, каде што сте запишале дека Горан ви дошол на 1 мај и ви купил клима вредна 31.000 денари, и доколку Горан ви оставил податоци за негова имейл адреса, а го ставаме секаде, прашајте се каде се ставиле, нема да се сетите, јас сум сигурен во тоа. Доколку Горан ви купил клима на 1 мај, вие како бизнес за климатизација можете многу лесно на Горан и сите останете како Горан да им испратите информација во октомври. Горан, здраво, вие купивте клима во периодот од мај до септември. Вашата клима има потреба од редовно одржување. Доаѓа зимски период, кога треба да се направи ваков и ваков сервис. Доколку сметате дека можете сами тоа да го направите, направете го. Доколку не, еве наши контакт телефони, повикајте на, ние ќе го направиме тоа за вас. Ме разбирате во која смисла имейл маркетинг? Не имейл маркетинг во смисла јас имам флаер, имам сега неделна акција на продажба на храна во мојот маркет и јас таа неделна акција сакам да ја пратам до што е можно повеќе луѓе. Во ред,
Има начини како поинаку тоа да го направите. Може и тоа да го направите во имейл маркетинг. Но кога комуницирате со вашите купувачи на природен начин, човечки начин, кога покажувате грижа за вашиот клиент, а тоа е реален имейл маркетинг, кога ќе му честитате на Горан роден ден, ќе му подарите на Горан роден ден, или например ако сте игротека, или мислам дека имаме присутни од салон за мебел. Доколку Горан ви купил гарнитура за дневна, и доколку Горан не знае да одржува таа гарнитура, не знае со кое средство да ја брише, нели? Секој производ има одржување. Реално е на Горан да му речете вака: Горан, вие минатата година за вашиот роден ден купивте нова гарнитура. Сакаме да ви го честитаме роденденот и во вашиот месец сакаме да ви подариме табуретка, а попатно сакаме да дојдеме да видиме како нашата гарнитура се покажа во користењето во вашиот дом. Ме разбирате во кој начин комуникација со клиентите, бидејќи на овој начин, комуницирајќи со вашите клиенти, вие ги задржувате клиентите за вашиот бизнис. И тоа е една од основите на нашиот сервис, која што сакаме да ја пренесеме како искуство што е интернационално прифатено и нормално, но во Македонија многу малку тоа го добиваме како купувачи, а многу малку го правиме тоа како компании. И четвртата работа е сите овие интеракции, сите овие комуникации со вашите клиенти, да ги имате во една датабаза, во еден софтвер, мини CRM, кој што ви дава целосна слика. Колку од вашите клиенти се мажи, колку се жени. Зависи како ќе ги сегментирате, но можете да ги сегментирате како сакате. Јас кажав сега пример за климатизација. Може би сите компании за климатизација во Македонија работат системи за грење, системи за ладење, па и системи за вентилација. Ако јас купам клима инвертер и вашиот ментор, вие како компанија доволно добро знаете за мене дека живеам во куќа, имам 3 ката, секој кат е по 100 квадрати, се греам на инвертер, но имам потреба и за. Во таков случај вие ќе ме сегментирате во делот на потенцијален клиент за котел на пелети. Па кога ќе имате нешто да ми кажете за таков тип на продукт, вие мене ќе ми скомуницирате многу едноставно, бидејќи ќе направите search, филтер, дај ми ги клиентите кои што се мажи, кои што инвестирале повеќе од 1000 евра за производ ке мене и кои што пројавиле интерес за грејење на пелети. Имаме други компании, сакам да зборувам со речник на присутните на овој вебинар. Гледам дека тука имаме компанија која што е со хардвер работи, мрежи, одржување и така натаму. Значи во секој бизнис е потребен CRM. Не зборувам за CRM каде што е интегриран со вашиот систем за финансово материјално работење, бидејќи тие системи се тешки, интеграцијата на таков тип на софтвер е комплицирана за мали и средни бизнеси. Комплицирана за имплементација, комплицирана за одржување, комплицирана да се научите да го употребувате и да стане ваше секојдневие. Сега зборувам за основа. Ако стоматологот или агентот за недвижности да излезе од матрицата на запишување на своите клиенти во Дефтер и да влезе во софтвер кој што ќе му овозможи брзо, едноставно, без никакво софтверско признање, од мобилен телефон да комуницира со своите клиенти. И сето ова што го спомнав како 4 основни столбови на нашиот Cloud Software in One, кој што, by the way, не е само правење на веб страница, како што гледате, туку е целосен комплетен софтвер за дигитален маркетинг. Сите овие 4 компоненти може да се направат и оддавно. Може би некој од вас присутните веќе упатен технички знае како ова да го изменаџира за да ги спои сите работи во едно. На сликава гледате приказката на сите составни делови на една кола или сите составни делови на дигитален маркетинг. Тука ја гледате CRM, имейл, веб страница, лојалти програма, социјал медија, блогови, хостирање, техника, многу работи. InOne нуди една единствена опција, да без никакво техничко признање и без многу комплицирање како со нешто да се поврзи и интегрира,
да влезете со вашиот юзернейм и пасворд, да седнете во оваа кола, да ја запалите, да се чувствувате удобно и да си ја завршите својата работа, да ја постигнете целта. Она што ние го велиме за секоја фирма која што работи дигитален маркетинг и која што започнува да го унапредува својот дигитален маркетинг, во превод би значило имаме веб страница за која што технички не се грижиме, која што е оптимизирана, респонзивна и така натаму. Значи, имате веб страница каде што сте презентирани најдобро што може. Имате алатка за дигитален маркетинг и тоа ви се наоѓа во џебот секојдневно. Значи, имате цел календар за организирање на сите ваши обврски во текот на денот, имате цела база на клиенти од која што вие во телефонот, во апликацијата InOne, и едноставно со еден партнер во овој сегмент, со InOne, вие добивате решение на многу прашања. Кога купуваме кола, ние не прашуваме од каде е гумата произведена и колку штрафа има тркалото, така? Најчесто, окей, јас сум машински инженер и јас можеби ќе се заинтересирам за фарот, колку лумени светлина има. Ама најчесто на секој ни е битно потрошувачка на гориво, така? Која е брзината, дали има електроника каква што ние ја посакуваме, бучи, не бучи, брзо стартува, не стартува, не знам што уште не. Меѓутоа, кога купуваме возило, купуваме заради што? Заради која цел? За да не пренесе од една точка А до втора точка Б. И тоа е оно што InOne го нуди како опција за секој од вас. Имаме изненадување кое што малку подоцна ќе го спомнеме со Ванчо во однос на сите наши опции и пакети за сите вас присутни на овој вебинар околу можности за користење на еден од пакетите. Но со еден збор, многу ми е комплицирано да кажеме со еден збор што е InOne, нова дефиниција ја најдовме и сметаме вистински дека е прецизна, а тоа веќе ни го покажуваат резултатите на веќе клиентите кои што се одлучија да соработуваат со нас и кои што работиме. Јас ќе ви дадам примери, па после на вебинар можете да ги видите. Дефинитивно добивате комплетен софтвер кој што ви помага да имате подобра онлайн промоција, база и подобра продажба. Низ 2 минути ќе ви представам еден циклус на еден пат на купувачот, кој што е дефинитивно приказна за секој бизнес. И ова е нешто што го користиме како знаење од Камилија. Знаете, ако се работи во 40 држави, како што работи Камилија, може би и повеќе од 40, се веќе не знам точно, на платформата лежат повеќе од 350.000 веб страници, вклучително и нашите. Целото тоа знаење во изработката и во користењето на софтверот е сублимирано на едно место. И тоа знаење ние го користиме и денеска на овој вебинар, зборувајќи ги сите овие препораки за подобра продажба и подобро онлайн представување. Еве, еден доктор, ние го нарековме Живко, нека биде вашиот омилен доктор. Кој е патот на купувач? Каде ги бараме информациите? Рековме дека ги бараме на интернет. Што правиме? Вика, велиме стоматолог. Кога ќе ви излезе резултат за стоматолог, тогаш го барате за да си го решите својот проблем. Тоа може да биде и друго, ама еве во нашиот пример многу кратко да покажеме каде е InOne во целава приказна меѓу релација купувач и релација фирма. Ова девојка бара стоматолог, доаѓа до Google, меѓу први резултати во пребарување доктор Живко. Еве неговата веб страница, каде да бара и да пребарува, таа е средена како што треба, за да може да комуницира со тој што ја чита. Што прави Ана? Ана вели, јас дојдов на вашата веб страница, ме интересира колку чини поправка на зап. Еве, не знам, пломбирање. Клика на копчето, се отвара форма од сајтот, поставува прашање кое што докторот Живко веднаш го добива на својот мобилен телефон или на својот мејл, сеедно како. Го чита прашањето, веднаш одговара на барањето за понуда или на прашањето, нели? Зависи од бизнисот, Ана го чита веднаш одговорот, тоа го прави нашиот систем, значи овозможува таква комуникација меѓу вас и клиентите. Ана вели, окей, ми одговара таа цена, сакам да закажам термин, кликнува на закажи термин за преглед,
одбира ден, одбира време, остава своји податоци, многу битно, значи име, телефон, имейл, и го испраќа својата резервација до докторот Живко. Штом тоа го направи Ана, веќе докторот Живко знае дека Ана поставила прашање, дека комуницирале и дека резервирала термин за преглед. И веќе докторот Живко знае дека, да речеме, во петок во 12 часот доаѓа Ана за пломбирање во 12:30 часот. Од друга страна, системот може да си го подеси докторот Живко, Инуан, да испраќа подсетник до Ана и подсетник до Живко за терминот што го резервирала Ана. Значи Ана еден ден или 2 сати пред прегледот ќе добие подсетник каде што ќе каже: Ана, само да ве подсетам, вие имате преглед кај мене во толку и толку часот, се гледаме. Доаѓа Ана, си завршува работа, едноставно Живко си ја врши својата работа, без да се оптеретува со други работи, освен она што му е работа. Ана е задоволна, остава свој коментар за доктор Живко. Тој коментар доктор Живко го користи како свој ревју на својата веб страница, како тестимониалс или на Google My Business или на Facebook, и на тој начин и вредноста на бизнисот во препорачувањето, во резултатите на преборувачите дефинитивно нели е поголема. И тој е процес кој што генерално преку овие алатки што ви ги спомнав, Инуан го возможува. И сето тоа е веќе завршено, направено како цел систем, а вие го добивате тоа како готова алатка. Оно што ќе го покажам како пример, сите референции наши може да ги видите на веб страницата. Не веќе напишам прочистувач на воздух. Сега е топло и чисто, божем чисто, а уствари повторно имаме ситуација која што знаеме каква е во Македонија со воздухот. И гледате тука излагуваат резултати, различни резултати, нели? Ова го правиме сите. Ајде само ова да го трнам јас тука. Вака. Ова е нели екранот кој што е добро познат на сите нас. Јас напишав на кирилица прочистувач на воздух со С. Опа, извинете. Највеќе напишам и на латиница. Ова можете и во вашите браузери да го кликнете за да видите. Ова е класичен пример, иако ги има и други. Меѓутоа, ако барате прочистувач на воздух, добро, кога куцам се на рака и прст, го добивате ова како резултат. Гледате од десна страна и вака и така се појави прочистувач на воздух Ionic Care MK. Тоа се наши клиенти кои што лича да соработуваат со нас. Некаде пред нова година ја пуштивме веб страницата. Има друга веб страница, подлучија да преработат и да ја користат платформата Инуан, софтверот за кој што зборуваме сега. И гледате резултати во пребарување, ќе гледаме само првата страна, договорено. Нели другите многу ретко ги гледаме. Така вели некои совети на интернет, ако не си на првата страна, онда не постоиш. На првата страна што вели Google? Еве платена реклама од компанијата Clever. Втора со резултат е winxmk.mk. Ова се исто така наши клиенти. Па тука е AMC, па тука е Neptune, тука е Setec и тука е Noker. mk.com, гледате? Па имаме Техномаркет, имаме прочистувач на воздух, Гре, Мајер, Горење и така натаму. Пречистувач на воздух Ionic Care MK е мала фирма, која што пробува извонреден производ, оригинален и дефинитивно многу популарен. И што прави оваа компанија? Оваа компанија вели вака: да, јас сакам да раскажам продажна приказна за моите пречистувачи, да улеснам да ме најдат лесно и да комуницираат лесно, но со веќе информации. Еве веб страницата што ја направи нашиот тим Инуан. И можете да разгледате во детали, значи има разноразни тука информации, како се чисти, како се одржува, можности изнајмување, цена, галерија, видеа, туторијали, голема длабока приказка, one page, страница со контакт форма контактири. Каде се наоѓа, Google мапа, гледате се. Горе десно гледате цело време стои телефонот, зошто? Ако сакате во секој време да се јавите и да
да кликнете и да се јавите. Достапно на мобилен телефон. Гледате, тука има копчиња. Овие копчиња привлекуваат наша акција. Кликнувате тука и вие како клиент веќе можете да комуницирате со вашиот со бизнисот што сте заинтересирани за производот и оставате име, телефон, пошта и така натаму. Можете тука да кликнете да се јавите и уште неколку опции тука, значи закажување на состанок и така натаму. Еве ќе отворам уште еден наш клиент, доктор Милошевиќ, стоматолошка ординација која што комплетно се пресели од тефтер на веб, односно користејќи го InOne. Еве нивната веб страница, гледате тука има повеќе копчиња, тие користат закажување на термин, прашање, закажи повик од нас, да ви се јават во време што вас ви одговара, да оставите коментари, така натаму и така натаму. Еве да речем сакате да дојдете на стоматолог, она што пред малку го зборував, сакате да дојдете во четврток, добро, кој доктор? Е доктор Милена Милошевиќ, нема слободен термин. Добра, кај доктор Сашо Трпески, дали има слободен термин? Има. Еве ги термините, си резервирате и си одите. Лесно за докторот, лесно за клиентите. Но да се вратиме тука. Значи, гледате, тука има многу информации и меѓу другото има и блог содржина. Оно што Ванча премалку ви го даде како совет, креирате содржина, креирате блогови. Тоа го прави Ionic Care и сега со овие блогови користат за да може да биде резултатот во пребарување на Google многу често тука меѓу првите. И сега, она што го гледате десно, прочистувач на воздух. Што добива оваа компанија со работката со нас? Добива веб страна која што е респонзивна. Добива веб страница која што е направена и за десктоп, и за мобилни, и за таблети, и за Facebook. Ќе ви покажам како изгледаат другите верзии на веб страницата. Значи, ова е десктоп верзијата, еве е мобилната верзија, сосема нормално прилагодена за екран, за големина на екран, на мобилен телефон, за таблет и за Facebook. Значи, добива веб страница, добива брзо појавување или голема веројатност дека ќе се појави на првата страница на Google и добива Google My Business. И оно што исто така го добива е, доколку оваа компанија го смени она што значи своја адреса, локација, телефон или работно време тука на сајтот, автоматски тие информации се синхронизираат и на Google My Business и на Facebook. Значи, овој телефон ќе се смени автоматски кога компанијата сама ќе си го смени својот телефон во рамките на профилот на InOne. Можете да видите други примери на нашиот сајт, но не би се задржувал повеќе. Чисто само да резимирам што е InOne. Комплетно решение кое што е основа и обединува дигитални маркетинг услуги, значи веб страница, работа на социјални мрежи, промоција, онлайн резервации, имейл маркетинг и CRM. Значи поуспешно онлайн представување и промоција, конверзија од посетители во клиенти и поголема продажба и продуктивност. За да се користи InOne е многу едноставно. Јас велам, ако знаете да постирате на Facebook или сте веќе на овој Facebook евент, дефинитивно ви треба најмногу еден час за да ги начините како се користи целиот софтвер во позадина. Во однос на маркетингот, сами си правите се, сами ја користите платформата, она што ние ви го возможуваме е обука, како тоа се прави, и доколку се одлучите да изберете пакет Basic или Premium, тогаш дефинитивно добивате и акаунт менеджер, односно човек, наш член на тимот, кој што ви стои на располагање за совети, препораки, за подобрувања и така натаму. Значи, нашата цел е да направиме се што е во наша можност, со целото наше знаење, со целото наше искуство, со знаењето што ќе да го добиваме, да на македонските бизниси ме овозможиме вистински подобрувања, значи резултати во дигиталниот маркетинг. Нашата компанија постои 15 години, броиме во нашиот тим 20 и неколку соработници, бројот постојано расте помеѓу 20 и 30. Тоа е една сигурност дека ќе соработувате со компанија која што вистински е тука на нашиот пазар постојано за да им помага на
македонските бизниси. Доколку имате било какви прашања за N1, сигурно ќе ги имате. Слободно може да ме контактирате на мејлот или ќе го запишам и мојот телефонски број во коментар на ово видео. Оно што е исто така моја порака до сите вас кои што сте присутни на овој вебинар, најдобро е да направиме еден краток состанок близ запознавање со вашиот бизнис. Искористете можноста за овој вебинар да добиете мини анализа каде сте во моментов со вашиот дигитален маркетинг, тоа ќе го направи Ванчо за вас, а ние со N1 ќе ви дадеме конкретни препораки и решенија како да можеби направите промена или како да го употребите за да имате уште подобри резултати со дигиталниот маркетинг. И оно што го подготвивме како изненадување за овој вебинар јас и Ванчо, односно N1 и All on Web. Ајде прво N1, пошто сум така влезен во зборување, па да направам пауза. За сите вас присутни на овој вебинар, N1 возможи без разлика на вашата одлука, дали ќе започнете со стартер пакетот или ќе почнете со basic пакетот или со премиум пакетот. За првата година нашата соработка возможивме 10% попуст на цените кои што ги имаме во моментов. Доколку отидете на нашата веб страница n1.mk, можете да видите повеќе информација од ова што јас ви го објаснив сега, но генерално тука сме со информацијата. Тука се пакетите. Еве ги, стартер, basic, премиум. Сите тие се генерално различни во видот на веб страницата што ќе работиме со сите функционалности, во бројот на контактите кои што ќе ги имате во вашата база и бројот на пораките по мејл кои што можете да ги спратите до вашите клиенти. И имате други опции околу ажурирање на веб страница и така натаму и така натаму. Разгледате и нашата веб страница, дефинитивно ви го препорачувам и делот блог, каде што има многу работи што ќе ви бидат корисни, а сепак тука ги правиме за да можеме да и ние помогнеме на некој начин. Значи, во однос на вебинаров и изненадувањето од N1, уште имаш 10% попуст на било кој пакет кој што ќе го изберете во наредниве 3 дена. Денес е значи вторник. Јас препорачувам веднаш по овој вебинар да ни се јавите, да ни сконтактирате или да пишете можеби ваш телефонски број, па ние да ви се јавиме во коментар, да закажеме состанок утре, задутре и во петок, за да можете да го искористите овој подарок од N1. Еле Иванчо што има да каже по изненадувањата. Само што си го постирав моето телефонче, вака. Ова веб работи во два сегменти, а тоа е водење на социјални медиуми. Таму за сите вие кои што сакате да ги водиме вашите мрежи. Тоа се Instagram, Google My Business и Facebook. За подетални информации можете да видите на allonweb.us. И попустот е 10% за годишните договори и 20% даваме на Академијата за дигитален маркетинг, која што трае 4 месеци. Денеска започнуваат официјално уписите, започнува во 1 септември, завршува на 31 декември, значи искористете шансата затоа што следните уписи ќе бидат негде во јануари и таму е попустот 20%, тоест за студенти од 247 на 197 евра, а за фирми од 347 евра на некој си 270 и нешто евра. И третото изненадување од нас, имаме 20% попуст за Digital Weekend on the Beach. Digital Weekend on the Beach ќе биде не овој викенд, наредниот викенд во Неаскиони Краун Хотел. Ќе се работа 3 дена. Цената е по лице заедно со на база на полупансион, кафе гратис, сокови гратис, знаење, плажа, дружење е од 197 на 157 евра и на пакет за двајца од 247 на 197 евра. Толку од мене за со
со нашите поклони и изненадувања за Академијата и за Digital Weekend on the Beach. Можете да ме контактирате веќе денес, а размислите за социјалните медиуми и во неделите 3 дена можете да ме контактирате. Благодарим уште еднаш, доколку имате прашања, слободно пишете ги сега, немаме можност да вклучиме и вас во живо. Да, сега ќе го прочитам прашањето на Александар Ников и ќе го одговориме. Заборавив да кажам, во однос на Инон, вашите технички главоболки за било што врзано, не знам, сервери, мервери ви е ставено на нула. Како да го употребите во вашиот бизнес основата? Така да останува да и ви покажеме како изгледа тоа внатре. Ајде да... Добра, супер. Менка вели телефонот на Ванчо има повеќе бројки. Само една... Сега ќе го коригирам. Еве, ќе пише Ванчо нов телефонски број, аз да го прочитам прашањето на Александар. Примерите кои што ги дадовте се однесуваат на производи за малопродажба или лични услуги. Тој начин случај во светски рамки кога се работи за совети за зголемување на продажба или маркетинг. Какво е сценариото за компании чии што производи или услуги се наменети за други компании? Супер прашање. Јас ќе одговорам кратко додека Ванчо го пише својот телефон. Видете, дали вашиот клиент е компанија или е физичко лице, тој е клиент. Дали се работи за фирма што ги користи вашите услуги или производи, или се работи за човек, сепак и во фирмата се луѓе во прашање, така. Значи да, има разлика во пристапот, точно. Добре. Има разлика, меѓутоа сепак јас би се вратил на една од 7 точки што Ванчо ги спомна, тоа е стратегијата. Доколку имате стратегија која што јасно дефинира како ќе комуницирате со вашите клиенти и доколку таа стратегија јасно ги дефинира начините како ќе комуницирате, тогаш е многу лесно да работите на лоцирање на точките каде може да зголемите вашата малопродажба или продажбата. Јас знам, јас ве разбирам, сега не знам кој е вашиот бизнес и кои се вашите продукти, изборувам можеби на памет. Меѓутоа да, ако продавате, да речеме, генератори, кои што се продукти со голема цена и кои што реално може да ги користат малку клиенти, да, комплицирано е да го маркетирате тој продукт. Меѓутоа, сигурен сум дека ако се ставите во кожата на вашиот клиент и ако се поставите во улога на очекувањата што ги има клиентот за вашиот производ или услугата што давате, тогаш ќе го најдете одговорот на прашањето какво сценарија е најдобро за вас. Јас не ви можам вака директно да ви давам совет. Не знам, Иванчо, може би има некој коментар на негова... Јас се обидувам да се следам на страната, само ако може да ми го... Затоа што ми бегаат коментарите. Еве, сега ќе дадеме до коментарите. Може би додадете уште кратко објаснување, Александар, за да можеме... Кој бизнес за да би биле по... Ке мене вади некои се 40 коментари. Печатање на стакло и на супер. Печатање на стакло и на порцелан. Вака, јас не ги делам бизнесите на бизнес to бизнес и на бизнес to customer или на B2B и на B2C. Пред се, затоа што сметам дека на крајот од денот се завршува на човек. Значи и позади таа фирма која што треба, условно кажано, да ги земе вашите производи, тоа се печатарски услуги на стакло и на порцелан, повторно стои човек. Така да, со мала анализа секогаш постои решение. Јас само можам да ви кажам дека имам работено со многу по-неинвентивни бизнеси од вашиот и бидејќи ние сите сметаме дека нашиот бизнес е некогаш досаден и дека е само B2B, како на пример одржување на гробови.
како на пример мастерски услуги во Бугарија на фирма која што работи само со фирми. Така да постои, може да се направи стратегија за било што и било каков план, само треба малце подробни информации и верувам дека успехот е тука. Значи, повторно, не верувам дека постои B2B, B2C, туку дека постои личен однос и во врска со добро користење на социјални мрежи и во врска со добро користење на содржини, имам и уште многу добар пример во Скопје, тоа е една фирма која што се занимава со климатизација, повторно не е инвентивен некој бизнис и прилично досаден и монотон, меѓутоа они си имаат зацртано да креираат секоја недела по 2 до 3 блог поста и ако пребарате климатизација, многу брзо ќе ја најдете на Google, да не испадне дека сега ја рекламирам, баш поради тие содржини кои што ги постираат. Повторно, сметководствени услуги, бројот на многу едноставно е кај услугите, бидејќи со секое ваше излегување, со секоја ваша објава, вие се појавувате во рангот на експерти. Добрата работа кај вашиот бизнис е што има еден тон промени на легислатива, еден тон промени во финансискиот сектор, така да дефинитивно за вас морате да започнете да креирате содржини, кои што содржини повторно ќе бидат наменети за тие што ги интересираат. Не е проблемот, ние ги гледатме сите Facebook страните и социјалните медиуми да зграбиме што повеќе можеме да имаме лајкови или френдови или како и да се викаат. Вас ви треба да се обратите на тие кои што тоа ги интересира. Така, например, ако приметите и OnLineWeb и Invan како Facebook страни, се малечки, со 100, 500, 700 фанови. Меѓутоа, тука се фанови кои што тоа ги интересира. Пополека, со креирањето на содржина, со креирањето на интересни текстови, истото објавување на блог страна и на социјални медиуми, верувајте ми, дека доколку сте редовни, тука негде е и успехот. Да кажам, значи, јас излегувам од медиумите, а инаку по формално образование сум дипломиран правник и стручност ми е право на интелектуална собственост, на entertainment law, не знам, на филмска индустрија. Меѓутоа, моето пробивање беше многу тешко. Започнав со моите текстови во Капитал. Значи, никој не ме познаваше. Ванчо, кој што пред 20 или веќе, не знам колку има години, ја откривам завршен на факултет, збори нешто за право на интелектуална собственост, за право на индустријска, за право на патенти, трговски марки, за медиуми и така натаму и така натаму. Тогаш не имаше медиуми, тогаш постоеше Капитал и јас морав да идам кај господинот Зиков за да го замолам да ми ги објави моите текстови. Денеска е многу лесно. Денеска го имате Facebook, имате веб страна, имате newsletter, можете уште веднаш да започнете со објавување на интересни содржини и ви верувам дека резултатот е тука. Јас би ме повикал да ни пратите мене, да им поставите ваш контакт телефон за да направиме состанок. Бидејќи вака низ разговор ќе можеме сигурно многу конкретни совети да ви дадеме од ова што може би вака општо звучи. Така да нека ви покажувам, да, мислам дека оставивте ваш мејл погоре, но доколку не, пишете ни во инбокс, ако не сакате јавно, пишете ни го вашиот контакт телефон, ќе направиме комуникација, ќе договориме состанок. Но ајде како резюме на овој денешен вебинар, кој што го утврдивме да биде во овој тајминг во кој што сме и точни сме, тоа е супер. Ви дадовме битни работи кои што се важни за работа. Сето ова што го видовте го имате како видео, имате ќе го добиете како PDF презентација, тоа не е никаков проблем.
но подсетете се на потенцијал на 7 чекори за зголемувањето на продажбата и подсетете се на она што сега го имате како алатки за дигитален маркетинг во корелација со она што значи ИНОН. Имате ли други прашања? Може би нешто испуштивме Ванчо или сите ги прочитавме? Можете и откако ќе заврши вебинарот, што и да ви текне, ќе ги оставиме отворени коментарите, да можете да поставите прашање. Инаку, според мене, најдоброто нешто е тоа што го кажам. Да се направи анализа, кај сте, што работите и што е следно што треба да го научите и каде треба да стигнете. Сето друго е само расфрлање со енергија и трошење енергија и време, што на крајот и на денот е и пари. Или пак, не дај Боже, да почнете да се рекламирате на Facebook и да почнете да се ги давате 5, 7, 10 евра на ден, а без да имате крајна цел каде треба да стигнете. Од моја страна ви благодарам на сите што останавте до крај. Се надевам дека и вие имавте корис од овој вебинар и да се заблагодарам исто така на R3 Info и посебно на Горан, што денеска бев нивни домаќини. Гости! Имаме печатна грешка за крај. Благодараме. Знаеме дека ја благодариме. Нашите тимови се подготвени за соработка. Ви стоиме на располагање за сите прашања и можеме да стартуваме веднаш. Имате тука, сигурно имате потреби, прашање само што ќе правиме во првата година од нашата соработка. За тоа дефинитивно ни треба краток состанок за кој што или ние ќе го контактираме или вие ќе ме контактиравте. За овој денешен прв вебинар ви благодариме за присуството. Сигурно дека ќе има и други кои што ќе го видат ова видео, во исто време ги поздравуваме. Ова нема да биде прв и единствен вебинар сигурно. Следете нашата фан страница и ќе бидете во текст со се оно што ќе следува. Има работеници во живо, но дефинитивно годишната соработка ќе ви даде најмногу сапорт или подршка во ваши успеси во дигиталниот маркетинг. Поздрав и од мене. Пријатно, чао, чао.